Презимето кај македонците е најновото дело на професор доктор Елка Јачева Улчар, лингвистка, македонистка, ономастичар и научен соработник при Институтот по македонски јазик Крстемир Сирков Скопје. Промоцијата на ова капитално дело се случи вчера вечер во Музеот на македонската борба за државност и самостојност. Се чувствувам возбудена, вечер очекувам да дојдат главно пријатели, луѓе кои што ми ги раскажа приказните за нивните презимиња, роднини. Интересни факти поврзани со никулците на презимињата од ова поднебје, за тоа како се менувале низ годините, за презимињата кои исчезнале, но и за новите презимиња кои се вдомиле во овие краеви. Книгата е научна студија која се базира на податоци од речникот на презимињата кај македонците. Професорката вели дека неопходно било да се направат овие истражувања и да се освежат постоечките веќе застарени информации. Овој речник кој го користев, кој се базира практично на податоци од пописот од 1961 година, значи поминати се добри 60 години од тогаш, голем дел од тие презимиња веќе не екзистираат во Македонија, биле со мал број на носители на презиме, сега веќе ги нема или се иселени, во Македонија не екзистираат, но има и такви презимиња кои што во тоа време кога се правеле тие истражувања биле во Македонија, зборувам за презимиња од туѓо потекло, кои биле во Македонија, но не се нашле во речникот од проста причина што тие носители биле тогаш се декларирале како словенци, како хрвати, како чеси и така натаму. И сега, денес, нивните потомци живеат во Македонија, тие велат само дека се носители на чешко, на словенечко, на хрватско презиме, но се чувствуваат и се декларираат како македонци и сега би требало, сметам дека тие презимиња да се најдат исто така во нашиот антропономастикон. Авторката речиси 2 децении ја развивала проблематиката. Делови од книгата беа создадени така во еден подолг континуитет, во смисла на тоа дека јас со прашањето за презимето се зафатив негде, речиси, многу скоро време по моето докторирање во 2005 година, почна да ме интригира тоа прашањето за презимето и така во континуитет од 10 години напишав неколку статии, дадов неколку интервјуа во врска со тоа што мислам за машкиот род на презимето кога носителот е жена. И така што тоа нешто созриваше кај мене подолго време и потоа некаде во време на короната, кога сите бевме затворени дома, решив да ги соберам сите тие работи, да направам и нови теренски истражувања и да го оформам во книга. Улчар е уверена дека трендот на преземање на презимето во машка форма кај жените е неправилен. Јас сметам дека нашиот женска форма на презимето е обележје на нашиот антропономастикон и сметам дека тоа треба да се задржи, дека не треба да се прифаќа машката форма да се додава во машки облик, затоа што практично во сите словенски презимиња, па дури и кај тие кои формално не разликуваат род, како што е, например, словеничкиот или српскиот или хрватскиот, каде што е една формата за род, сметам дека е таа женската форма е имплицитно вградена во презимето, така што во една обична комуникација, кога разговараме ние со колегите, да речеме, имам колешка во Словенија која се презива Фурлан, тоа е професорката Метка Фурлан, на која што студентите во комуникација и се обраќаат со госпа Фурланова. Исто ми се случува и мене, бидејќи моето второ презиме е словенечко. Исто така имам такво обраќање. Значи дека има потреба да се истакне родот. И кога веќе го имаме, зошто би го бришеле. Промотори на книгата беа Игор Радев, Александра Чиварзина, Катерина Тодороска. Модератор на настанот беше професорката Татјана Алексик. Книгата Презимето кај македонците е во издание на Менора.